Благодарам најнапред за дадениот збор. Мислам дека во лоша насока се движат работите. Далеко се од европски практики. Ова ми е патем прво процедурално, не случајно, бидејќи од кога влеговме во парламентот официјално, со месеци чекавме да бидеме распределени по комисии. И таму се заслушавме се и сешто. Чекајте ова, па деловникот вика вака, правилникот вика онака, имаш импровизации, толкување и така натаму. Во животот треба да бидеме секогаш принципиелни и конзистентни. Ако го велиме ова денеска, треба да си останеме на истото и понатаму. Бидејќи секоја импровизација, сум го кажал преходно, ќе го кажам пак и ќе го повторам, носи главоболки. И секогаш носи застој наместо на развој. Затоа денес ова ни се случува што ни се случува во државата. Имаме национална катастрофа, која што може да се спречи само и само со превремени избори. Но, да не ме обвините дека сум не конструктивен или не конкретен. Ќе се повикам на член 91 и дополнително ми беше инспирација колегата, ќе се повикам и на деловничкото право, иако не го наведе, нема го наведам ни јас, за зачувување на достоинството на пратеникот. Зошто ова го велиме? Бидејќи овој дом, телата и органите на законодавниот дом, на ова собрание, треба да работи во насока на сузбивање на проблемите, на давање на решенија, на предлози, на конструктивни расправи. Но што е уште поважно, она што е нашата суштинска разлика помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, не е само да кажеме, треба и да слушаме. Да слушаме што ќе се укаже, да се разгледа добро, да се направи здрава анализа и она што е прифатливо да се имплементира. И само така да поминеме нанапред. Ја ви тврдам дека денеска на оваа седница од пратениците на ВМРО ДПМН беа искажани по-конструктивни и по-квалитетни предлози колку што имаа на последните 10 месеци на влада. Што имаше лошо во тоа што се повикаа колегите и на член 145, и на 146, и на 120? Баравме јавна расправа, баравме јавна дискусија. Баравме предвид да се земат мислењата на што е можно повеќе страни, со цел да не направиме грешка. Или да не биде грешка, да направиме што е можно подобро решение. И таков пристап не треба само на комисиите да не биде. Тако треба да биде и на пленарната седница. Но физички е невозможно ние да бидеме на двете места истовремено. И затоа први што ми беше со член 91 се повикувам. Бидејќи целата седница гледаме и од десната и од левата страна, сеедно. Пратеници кои што трчаат во едната сала па се враќаат на другата сала. Таму се збори за енергетика. Благодарам. Чекаме да имаме за локални патишта, па се вратиме овдека да збориме да говориме за закон кој што е подеднакво важен. Би сакал уште неколку работи, многу конкретно ќе бидам пред. Не се ова европски практики, ова се чеченски практики. И наметнати практики на председател. Веќе од чеченските медиуми видовме од каде доаѓаат. Поентата ми беше следна. Јавната расправа е е мерка, е инструмент кој што се покажа како крајно ефикасна и корисна. Имавме со законот за спетководство. Не навлегувам сега како сака да го протнат тоа, дали имаше време за амандмани, дали имаше некои обиди за подметнување. На страна се тоа. Самата јавна расправа што беше тука во истата токму во оваа просторија овдека одржана. Имаше доволно дискусии, доволно сведоштва, одлично застигнати што се луѓето, од експерти, од фелата, од професори, каде што не требаше повеќе од 2 часа за самите предлагачи на законот да бидат уверени дека прават грешка. И имаше направена серија на подобрувања. Остана и некои други мани во законот, тоа отом потом, но самата јавна расправа се докажа и се покажа дека е корисна. Јавните расправи и транспарентноста е исто така постојана забелешка од Европската Унија. Извештајот за Европската комисија се уште не е завршен, бидејќи има поважни работи од владата, Европската Унија не има толку приоритет, па трае таму уште, но и таму имаше укажани какви ни се оценките. Дека имаме проблеми со транспарентноста, дека имаме проблеми на дело на соработката меѓу централната, извршната и локалната власт. Имаме проблеми каде што владата се крие од народот, а треба да го слуша народот. Вклучително, затоа го говориме и ова овде што денес. Па дали има нешто поважно од самитот на Европската Унија?
Дали има нешто поважно за ова тело од тоа да се направи јавна расправа и да се вршат согледувањата на мојот почитуван колега Миле Левков, каде што рече дека тоа е суштината на постоењето на ова тело, следењето на евроинтегративниот процес на државата. Што ние ќе бидеме? Дали само ние треба слепо да дигаме рака или слепо да кажеме дека нешто не е во ред? Ние треба да бидеме активни чинители во целиот процес. Да најдеме што е можда повеќе инструменти, што е можда повеќе алатки. На крајот на кришта па и платени се за дискутирање. Но што е уште поважно, ние се тука и да слушнеме. И ако е добар предлогот, не треба амблок да го испрлиме. Ништо не ни значи ден, 2 или 3 плюс расправа. Ништо не ни значи и вечер до полноќ да останеме, ако направиме нешто добро, од кое што ќе произлезе еден барем чекор напред во евроинтегративниот процес. И јас нема да дозволам некоја неодговорна, несериозна изјава дека евроинтегративниот процес бил илузија. За мене евроинтеграцијата, за мојата политичка партија, за нашата политичка идеологија, евроинтеграциите се суштината во која што се движиме и се стремиме. И за тоа не треба се штеди ниту време, ниту енергија, ниту пак да бираме средства или мерки. Тука сте да бидеме максимално посветени тој пат да го реализираме. Без оглед какви да се тие пречки што доаѓаат пред нас. Јавните расправи беа препораки, еве и јавната дискусија, различна форма, но исто така доволно прифатлива за да можеме да ја имплементираме. Зошто оваа власт бега од дискусија? Зошто бега од размена од туѓи или различни мислења? Толку многу грешки се направени, толку многу скандали се преполнети медиумите, порталите, со толку скандали настани, наслови, за да свати дека има и различно мислење кое што може да помогне. Барем една грешка или две да се спречат, да не се направи така натаму. Јас сметам дека има и лоши денови. За жал, сметам дека и овој ден е од тие многу такви денови. Нема услови за плодна, квалитетна дискусија. Треба да размислиме уште еднашка. Јавната расправа на законот за сметководство беше утврдена на додека се разгледуваше точката председател. Ова за вас го велам. Значи, дозволете да ве потсетам. Не ни треба стенограми да се помне, тука бевме сите присутни. Јавната расправа утврдиве потреба и заклучок да биде одржана и се одржа додека дискутиравме токму во оваа сала, токму на оваа комисија по таа точка. Дозволете, еве нека прекине сега комисијата, размислите, консултирајте се уште еднашка, ќе видите дека јавната расправа за што ја бараше колегата треба да биде одржана. На крајот на криштата ја и сакам да учествувам и на пленарната седница. Немаме право, ниту јас, ниту колешката што ја гледам тука, да не биде скратено правото да учествуваме, но исто така и да слушаме. Само што ова и готово, завршувам. Значи, да видиме коректно. Да, тоа ми беше поентата. Јас знам дека има пракса или деловничко, не знам како веќе дефинирано, не сгрешам со термините, дека доколку сте ние на комисија, бидеме пријавени за збор на пленарната седница, ќе ни дозволат на крајот да се обратиме. Но тоа не е суштината на демократијата, тоа не е суштината на овој законодавен дом. Не е само се обратиме. Јас сакам да ги слушам колегите и од мнозинството и од опозиција што има да кажат. Јас сакам да го надгледам своето знаење, а не можам бидејќи ние треба да бидеме истовремено на две страни. Затоа уште еднаш ќе ви повторам председателе. Прекинете оваа седница, нека се смират страстите, да си размениме искуства, да си ги подсетиме што беа случувањата, да видиме дали опциите за јавна расправа, за јавна дискусија се доволно осварли, доволно полезни и во некој нареден ден да продолжиме со квалитетна расправа и со надеж дека доколку бидат земени преди сите мислења и на фелата, и на експертите, и на директно засегнати страни и жртви, да направиме предлог, решение кој што ќе оди на пленарна седница, на кој што ќе можеме сите таму заеднички да учествуваме. Ви благодарам.